вести на Ирис телевизија. 6 фирми аплицирале на тендерот за набавка на паковна храна за хоспитализираните пациенти во Штипската болница. Најповолниот понудувач ќе се знае во четврток, за кога е закажана и аукцијата, информираат од клиничката болница. Согласно тендерот, добавувачот ќе има за задача пациентите со паковна храна замотана во фолија да ги снабдува за појадок и вечера. И според пресметките, дневното мени за еден пациент ќе ја чини 220 денари. Заврши дел од тендерската постапка за набавка на пакована храна за хоспитализираните пациенти во Штипската болница. На тендерот се пријавиле 6 компании. Во четврток ќе се отвараат понудите и тогаш ќе се знае која фирма ќе ги снабдува пациентите во Штипската болница. Според калкулациите, доколку нема жалби, постапката би завршила за неколку дена. Но доколку се појават жалби, целиот процес би се одоговлечел и би траел дополнителни 30 на дена, додава директорот на Штипската болница доктор Ален Георгиев. Јунешко, риба, пилешко, со ова ќе се хранат пациентите кои ќе бидат хоспитализирани во болницата. Согласно тендерот, добавувачот ќе има за задача пациентите со пакована храна замотана во фолија да ги снабдува за појадок и вечера. И според пресметките, дневното мени за еден пациент ќе ја чини 220 денари. Тендерот годишно ќе изнесува над 17,5 милиони денари. Еден на еден и мрдни со прст. Денеска во Штип пред студентите од Штипскиот универзитет Гоце Делчев ги раскажува успешните приказни на Жан Митрев, Бранко Огњановски, Снежана Лупевска-Сосен и на Жаре Димитриевски. Биди најдобрата верзија од себе им порача на штипските студенти познатиот кардиохирург Жан Митрев, Бранко Огњановски од К15 или сега вчерашни вести, новинарката Снежана Лупевска-Созен и единствениот кој има емисија според европските стандарди Жаре Димитриевски од 1 на 1. Преку своите говори и приказни се потрудија да ги мотивираат младите да бидат успешни во она што ќе работат, но и да останат во својата земја. Генерално целта останува иста, да ги мотивираме, да кажеме убави и успешни приказни, кои што нема да го приказат само розевиот, нели, пат и дека сето тоа било без проблеми, нормално ќе си ги кажат и предизвиците и пречките кои ги имале на тој пат, но сепак и како ултимативно и ги пребродиле. Така што се надам дека ќе го паметат студентите ова и дека ќе се поминат супер. Кардиохирургот Жан Митрев вели дека за да се задржат младите лекари во земјава, мора да престојат и сериозни реформи во здравството, кој остана да функционира како пред неколку децении, односно уште од времето на СФРЈ. Според него бројката од 1000 млади лекари кои заминале во странство е еднакво на катастрофа. Тоа е огромна бројка и сите овие млади луѓе тука сигурно еден голем дел ќе бидат повлечени ако не се случи нешто да нашата држава преземе, препознае у сите овие иницијативи и се тоа до сега што го работам и јас и другите, да можност за тие млади луѓе да ги тука ставиме во функција и да може да ги платиме и да може да ги мотивираме, бидејќи еве денеска е и таа тема, мотивацијата која е многу комплексна тема. За настанот биди најдобрата своја верзија од себе имаше огромен интерес од страна на штипските студенти, а го организираат 1 на 1 и мрдни со прст. Маркирање на ситниот добиток, вакцинација и испитување на присуство на болеста бруцелоза. Ова се активностите кои во месец на терен ќе ги спроведе Штипската ветеринарна станица. Евиденција на подмладокот, маркирање, односно одбележување на ситниот добиток овци и кози во стадата на сточарите во Штипско. Оваа активност на ветеринарните служби започнува овој месец. Се она што е во стадото мора да биде евидентирано и матичено, што значи мора да се спроведе активноста на пребројување на животните. Со вакцинацијата против бруцелоза истовремено ќе се земаат и крвни проби за испитување на присуство на болеста кај ситниот добиток. Последните анализи се негативни. Немавме ни еден случај потврден на бруцелоза, така да верувам дека работата која што ние завршивме во делот на превентивната заштита на вакцинацијата против бруцелоза си го даде својот резултат. Сега за сега можам да кажам дека е под контрол. Штипската ветеринарна станица паралелно на терен врши имунизација против болеста јазлеста кожа. Со вакцинацијата треба да бидат опфатени околу 8000 грла на крупен добиток.
Денеска пред медиумите Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН се обвинување упатено кон градоначалникот на Штип Благој Бочварски за тоа што се отпуштаат од работа искусни кадри, а се вработуваат партиски кадри. Градоначалникот на Штип Благој Бочварски пред изборите јавно им ветуваше на вработените во општината дека на никој влакно нема да му фали, дека Штип ќе биде општина за сите, но откако седна во градоначалничката фотелја, заборави на своите ветувања, обвинија денес пред медиумите од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип. Минатата недела 5 вработени во општина Штип останаа без работа. Луѓето кои имаа огромно работно искуство и беа професионалци во работењето, не вредеа за градоначалникот. На нивно место се вработени партиски кадри од СДС, за кои дошло времето кога партијата треба да им се одолжи. Градоначалникот без срам и грижа на совест ги остави луѓето на улица, ги остави без парче леп и екзистенција за своите најблиски. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН го повикува градоначалникот Бочварски да одговори зошто не остана доследен на своите ветувања, зошто манипулираше со вработените во локалната самоуправа. Ваков ли е ветениот живот? Ова ли е една општина за сите? А еве го и одговорот на денешниот прес на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип од кабинетот на градоначалникот Благој Бочварски. Сакаме да информираме јавноста дека ниту еден вработен не е избркан од работа. Вработените во општина Штип совесно си ја вршат својата работа, ги исполнуваат своите задолженија ефикасно во интерес на граѓаните. Трудот на вработените и во иднина ќе биде соодветно вреднуван согласно законите во Република Македонија. Затоа ги повикуваме ВМРО ДПМН да престанат да шират лажни вести во јавноста. Очекуваме денес ВМРО ДПМН да даде коментар за наводниот криминал тежок 15,4 милиони денари, пари на граѓаните направен за време на нивното владење. Со 40 трактори, околу 150 земјоделци денеска протестираа во Свети Николе. Бараат да се вратат старите критериуми за субвенционирање на житните култури. Доколку во рок од една недела немаат одговор од ресорниот министер, најавуваат блокади на патиштата. Околу 150 овчеполски земјоделци со своите трактори денеска ја блокираа општинската зграда во Свети Николе. Бараат од ресорното министерство да им ги врати старите критериуми за исплата на субвенции за житните култури. Сметаат дека новините најмногу ќе удрат по джебот на оние кои преживуваат само од земјоделство. Сега сме со ова намалување на субвенциите до 10 хектара со 60%, сме во голема загуба и ние не можеме овој товар да го поднесеме, оти ќе ни се скратат финансиските средства. Ние по финансиски средства сакаме да кажа, со овие пари купувавме ѓубре, репоматеријали, семенски роби, набавувавме машини, сега ќе бидеме невозможно више тоа да го работиме. Колапс има сточарство, производство на житни култури и градинарски, а програмата вика дека излава дека има надградување на земјоделието, стари фактички со ова програма ние паѓаме на ново пониско ниво од ланската програма. Земјоделците од Светиниколскиот регион бараат да се укине електронското конкурирање за земја под концесија и банкарската гаранција. Земјоделец не може да конкурира електронски, секој земјоделец нема компјутер дома, секој земјоделец не може да плати банкарска гаранција. Зашто да ги плати тие пари, кога со тие пари може таа земја ако е добра може да во стартот да почне да работи. Вчера имале средба со советникот од ресорното министерство, но тие го повикуваат министерот за земјоделство лично да се сретне со нив. Ако во рок од една недела немаат одговор, се закануваат со блокада на патиштата. По повод големиот христијански празник Великден, многумина ќе патуваат во странство. Традиционално на островот Крф за великденските празници ќе има најатрактивен спектакл, но штипјани освен во соседна Грција Великден сакаат да го слават и во Бугарија, Италија и Португалија. Туристичките работници подготвија атрактивни празнични аранжмани. Се наближува големиот христијански празник Великден, а и оваа година туристичката агенција Атлантик традиционално по повод Великден организира патување за островот Крф.
на овој остров нашите сограѓани кои што се запишаа на ова патување ќе имат можност да ги видат традиционалните обичаи кои што се дел од островот. Всушност ќе се запознаат со локалните обичаи, ќе се запознаат со историјата, културата и традицијата на жителите на островот Крв на Јонското море. Инаку овој остров инаку е познат како невеста на Јонското море. Некои патници само сакам да напоменам дека доаѓаат веќе по трети или четврти пат затоа што е прекрасно да се биде дел од доживувањето на ова убава великденска манифестација на овој остров. Секако, великденските празници, дел од нашите граѓани, ќе ги прославуваат во Италија, Португалија, Бугарија. Инаку дел од нашите сограѓани ќе заменат на патување и за Венеција. Венеција ќе ја посетат и Верона, куќата на Јулија, Венеција ќе се посетат Дуждевата палата, ќе се посетат некои други интересни места и сепак да се пие кафе на плоштадот Свети Марко, исто е на убаво доживување. И имаме незначителен број на патници кои што ќе заменат за Лисабон со Порто, но тоа е некаде на 12 април се до 15 април, таа ни авионската тура која што ја организира нашата агенција. Сепак да не заборавиме и за Банско, дека заминува една голема група, околу 50 патници, во хотелот Каса Карина во Банско со убава свечена великденска вечера по повод најголемиот христијански празник Великден. Инаку оваа година туроператорите се задоволни од интересот за патување на граѓаните по повод великденските празници, а дел од граѓаните великденските празници ќе ги продолжат и со мини одмори. Заедницата на телесни инвалиди од Штип од надлежните бара да извршат одредени корекции на банкините на тротоарите. Велат дека тие се превисоки и префрлањето од тротоар на улица или обратно за нив представува невозможна мисија. Банкините на тротоарите се премногу високи и прават дополнителни проблеми на лицата со телесен инвалидитет, реагираат од заедницата на телесни инвалиди. Вела дека префрлањето од тротоар на улица или обратно представува невозможна мисија за луѓето во инвалидска количка. Бараат надлежните да направат одредени корекции, со што ќе се олесни нивното движење. Височината на улиците се многу високи. Нема ставено, ретко има, не изгледа поставено снижување на тие тротоари и не може да се качуват инвалидите. Тоа е нормално. Меѓутоа, треба се види да се тоа што може да се направи. Николов уште еднаш упати апел до сите учесници во сообраќајот да внимават каде ги паркираат своите возила, бидејќи неколкуте паркинг места што за нив се одбележани почесто се зафатени отколку слободни. Има старосни граѓани, возачи, и апелирам, ова прилика да апелирам сите да не се паркираат, да водат сметка дека тие се тешки инвалиди и треба се за нив да направим тој паркинг плац. Што се однесува до пристапните рампи, веќе сите државни институции во градот ги имат, а како едно од најдобрите што ги задоволуваат сите стандарди е пристапната рампа во Штипската полиција. Потешко е повреден моторџија во сообраќајна незгода која се случила синоќа, 10 минути пред полнок на улицата Партизанска во близина на крстосницата на улица Борис Крајгер во Штип. 24 годишниот моторциклист, управувајќи мопед во критичниот момент, изгубил контрола и паднал на коловозот. Идно бил пренесен во клиничката болница, каде лекарите констатирале тешки телесни повреди. Поради сериозноста на повредите, повреденото момче било препратено во ургентниот центар на комплексот клиники Мајка Тереза во Скопје. Увид на местото на настанот извршила екипа од СВР Штип. За крај информација од спортот. Каратистите на Македонка од Штип постигна одлични резултати на државното првенство за пионери што се одржа во Кавадарци. Од вкупно 14 пријавени надпреварувачи се освоени 9 медали. На државното првенство во карате за возрастни категорија од 10 до 13 години, членовите на карате клубот Македонка од Штип постигна изворени резултати. Предводено од тренерите Сашко Патраклиев и Никола Рилак, на првенството настапија вкупно 14 надпреварувачи, од кои 9 мина се закитија со медали. Прво место и златен медал во своите категории освои Александра Данева и Јована Панева. Втори место и сребрени медали освоија Теја Еленска, Катерина Дуртановска и Љупче Димитров.
Трети место и бронзени медали освоија Стефанија Анастасова, Мартин Тошев и Оливер Арсов. А пак каратистите на Партизанот Штип освоија 18 медали на меѓународниот турнир Власотници Open 2018, на кој настапија 350 надпреварувачи од балканските земји. Преку 350 надпреварувачи од Србија, Македонија, Бугарија и Црна Гора настапија на интернационалниот турнир Власотници Open 2018. Меѓу нив беа и каратистите на Партизанот Штип, кој предводени од тренерот Владимир Черкезов, освоија 18 медали, 17 во поединечна и една во екипна конкуренција. Од нив 5 медали беа златни, 6 сребрени и 7 бронзени медали. Во дисциплината комите или борби во своите возрастни категории и тежински категории златни медали освоија Марија Атанасова, Ана Марија Ѓурова и Тамара Донеска. Сребрени медали освоија Михаил Гицев, Лука Панев, Љупчо Ценевски и Благица Коцева. Бронзени медали освоија Мелани Митевска и Елена Анастасова. Во дисциплината кати златен медал освои Михаил Гицев со 5 остварени победи. Сребрени медали освоија Лука Панев и Тамара Донеска, а бронзени медали освоија Марија Манева, Кристијан Данев, Александар Коцев, Павел Симонов и Јована Симонова. Екипно, женската екипа на карате клубот Партизан освои златен медал во борби и тоа во состав Тамара Донеска, Елена Анастасова, Ана Марија Ѓурова и Јована Симонова. Присуството како и одличните резултати на штипските каратисти допринесува тие да добијат покана за учество на 2 силни меѓународни турнири во Бугарија, кои наскоро би требало да се реализираат. Тоа беше се што ви подготвивме во телевизија. Ви благодарам се.